Со години наназад се носат стратегии, акциски планови и документи за борба против климатските промени. Се имаме на хартија, слаба е реализацијата, тврдат од невладината Екосвест. Потребно е климатската акција да се инкорпорира на национално ниво и да стане дел од нашите секојдневни активности. Ако ги облажиме климатските промени, ќе го намалиме и аерозагадувањето, велат екологистите. Мора да имаме приоритетна стратегија, приоритетен закон и ако законот за климатска акција вели дека ние мора да ги намалиме емисиите на стакленички гасови, значи дури на индустријските капацитети, кои што се поврзани со стакленичките гасови, тогаш мора да ги намалиме и тоа мора да се случи и сите други закони ќе мора да го следат тој закон, таа регулатива. Климатските промени се поврзани со локалното загадување бидејќи имаат ист причинител, велат од МАНУ. Истражувањата покажуваат дека секторот енергетика и отпадот најмногу емитуваат стакленички гасови. Посочуваат дека мерките што ги препорачуваат со години не можат да се реализираат. Гледаме дека регионалните депонии, каде што ние како мерка во сите документи ги препорачуваме, се уште не може да се реализираат. За енергетика се предвидува некаде во 2030 година да ги намалиме емисиите за околу 60% во одредено сценарио, во на најзеленото сценарио да кажам, споредено со 1990 година. Така да тоа се големи намалувања на емисии и тука имаме голем број на мерки кои што треба да се реализираат, пред се, како што реков, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Целиме да го намалиме интензитетот на емисиите на јаглерод диоксид, вели националниот координатор за климатски промени Теодора Гранчаровска. Досега се изработени 3 национални планови за климатски промени. Се работи на закон и долгорочна стратегија на климатска акција. Климатските промени се многу пошироки од локалното загадување и токму затоа и постои таа рамковна конвенција за тоа што станува збор за глобален проблем, не за локален проблем. Влијанието од климатските промени е позасилено и врз поголем број можеби на сектори споредено со аерозагадувањето. Климатските промени се предизвикна и можност за раст и развој, вели Обрадовиќ и Гранчаровска. Пресметено е дека до 2035 година, како резултат на мерките за енергетска ефикасност, ќе се создадат околу 6000 зелени работни места. Намалувајќи го енергетскиот интензитет, се намалуваат и трошоците на производство. И тогаш се добива дупла победа. И на врвот на сето тоа, што би сакала да истакнам, се анализите што ги имаме направено за можностите за генерирање на зелени работни места. До 2030 година за реализација на сценариото за облажување на климатските промени, потребните дополнителни инвестиции се проценети на 4,2 милиарди евра. За справување со глобалното затоплување, експертите препорачуваат и вклучување на приватниот сектор, пристап до нови извори на финансирање и зголемена меѓународна поддршка. Со овој прилог МТВ се приклучува кон кампањата за подобра животна средина "Не игнорирај, реагирај", што спроведува Институтот за комуникацијски студии и е финансирана од британската амбасада во Скопје.